Напливот на странски инвестиции и новите работни места ќе ги задржат младите кадри да не ја напуштаат државата. Ако трендот на вработување продолжи со ова или уште по засилено темпо, ќе поттикне Македонија по повеќе од 5 децении да го надмине проблемот со иселувањето, според експертите да испровоцира урамнотежување меѓу економскиот и демографскиот развој. Сметам дека ќе имаме еден мал потек да се задржат младата популација образована во одделните делови на Република Македонија и на тој начин настојувате да извршите рамнотежа помеѓу економскиот развој и демографскиот развој. Оптимистичките ставови на експертите околу можноста за урамнотежување на економскиот и демографскиот развој доаѓаат по период од неколку децении. Анализата на Светската банка направена по повод половина век истражување на миграциите покажува дека до 2010-та од Македонија мигрирале 447.138 граѓани. Значи не се однесува за определен период, туку повоениот период толку, значи вкупно македонски граѓани имаме во странство, во Европската унија и во прекоокеанските земји. Најголем број речиси 100.000, по 20.000 годишно, државата ја напуштиле во периодот 1980-1985. Според Светската банка од 2005 до 2010 има најмалку иселувања. Анализата е јавно достапна на официјалниот сајт на институцијата.